Вести на Канал 8. Добар ден. Членот на извршниот одбор на СДСМ Лјупчо Николовски беше во посета на населените места во општините Чешиново, Облешево и Кочани и се сретна со оризопроизводителите од регионот. При тоа тие го информира околу состојбите со производството и откупот на реколтата од минатата година. Состојбата со откупот и пласманот на оризот од Кочанскиот регион е тешка и нема позитивни поместувања, поради што оризопроизводителите не гледаат добра перспектива за своето производство. Такви ставови искажаа земјоделците од Кочанскиот регион на средбата со членот на извршниот одбор на СДСМ Лјупчо Николовски при неговата посета на неколку населени места во општините Чешиново, Облешево и Кочани. Тој рече дека она што го забележал при посетата е голема загриженост на земјоделците и на производителите на ориз, затоа што половина од реколтата се уште е неоткупена, односно не им е исплатено за предадените количини. Заменик министерот и министерот за земјоделство имаа сосема спротивни концепти и изјави во само еден дел околу решавањето на овие проблеми. Заменикот велеше дека ќе се откупи оризот за државните стокови резерви, за многу брзо да биде демантирано од страна на министерот дека законска можност за такво нешто не постои и дека не биле предвидени и обезбедени средства за истото тоа. Подоцна сме сведоци на донесување и носење на една уредба од страна на владата во која што се вели дека дополнителна субвенција од 3 до 5 денари за килограм оризова арпа ќе добијат сите оние кои што од 1 до 31 јули ќе го предадат произведениот ориз. Тоа значи една поделба од страна на државата, една негрижа од страна на власта на државата за сите производители. Како тоа едни кои што веќе го продале по една цена, не добиле уште за тоа што го продале, не добиваат одреден вид субвенција, односно не ја добиваат овие дополнителни средства, а за другите кои што сега ќе го во текот на овој месец дадат оризот, ќе добијат дополнителни субвенции. Николовски рече дека поранешниот премиер Груевски пред известно време во Кочани сечел лента за отворање турска компанија, за која што ветувал дека ќе откупува 120 тони арпа дневно и дека цената на килограм арпа ќе биде 25, а на бел ориз 50 денари. Денес огромен дел од производството не е откупено, рече Николовски, а за предадените количини земјоделците не ги добиле парите. Власта не сака да се знае колку се реалните, односно пазарните цени на чинење на производите, се со цел да манипулира со трудот на земјоделците. Ако тоа се знае, ќе се знае реалната цена по која што треба се откупува и оризот од Кочанско. Понатаму, она што ние го велиме во нашата програма, потребно е да влезните трошоци, да производствените трошоци бидат поевтини. Затоа велиме дека итно презимаме обврска во првите 100 дена по промените, во првите 100 дена од новата влада, да го изгласаме и воведеме законот за зелена нафта, кој што ќе значи 50% поевтина нафта. Освен попустот за нафтата, Николовски најави дека се планира земјоделците да можат по пониски цени да ги набават и другите репроматеријали за своето производство. На крајот додаде дека она што е клучно, а за што се залага СДСМ е воведување на извозно ориентирани субвенции, преку кои што ќе се мотивира и поттикнува извозот на земјоделските производи од Македонија. На сметките на примателите на социјална парична помош е исплатено ветеното зголемување за 5%. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при денешната посета на Кочани истакна дека до крајот на месецот ќе се реализира и ветеното зголемување на постојаната парична помош за 5%, а најави и ново зголемување на пензиите. Од денес, 14 јули, на сметките на граѓаните кои примаат социјална помош е исплатено ветеното зголемување од 5%. Паричните средства во износ од 59 милиони денари се веќе обезбедени и со ова досегашното зголемување од 2006 година изнесува 70%. До крајот на месецот ќе биде исплатена и ветената постојана парична помош со зголемување од 5%, средства во висина од 17 милиони денари обезбедени од буџетот. Ова го истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при посетата на Кочани на реновираниот центар за социјални работи. Од денес на сметките на примателите на социјална парична помош
е реализирано ветувањето на владата на Република Македонија, односно социјалната парична помош е зголемена за 5% и денес е извршена исплатата. Зголемувањето кое што беше предвидено во износ од 5% ќе чини владата околу 59 милиони денари кои што се обезбедени за период од 12 месеци да се реализира ова зголемување. Планираме да продолжиме со зголемувањето на пензиите, односно согласно последните законски измени, ноемвриската пензија ќе се зголеми во декември за 5%. Министерот Спасов при посетата на Кочани направи обиколка на Центарот за социјални работи кој се реновираше во изминативе месеци, како проект на владата и Министерството. Вкупно 28 објекти ќе бидат целосно реновирани во наредниот период, од кои што 18 центри за социјална работа и 10 дневни центри за деца со прешки во развојот. Вкупната инвестиција изнесува околу 1 милион евра, од кои што околу 800.000 евра се директно финансирање и финансиска поддршка од Европската Унија. Инаку во Кочани со средства од владата и Министерството за труд и социјална политика целосно се реновирани Центарот за вработување и Центарот за социјални работи, со што и услугите на граѓаните кои ги добиваат во нив се значително подобрени. Сточарите ќе добијат надомест на штетата за кравите што заболеле од јазлеста кожа и се уништени. Според најавите од Агенцијата за храна и ветеринарство, парите треба да им бидат исплатени до крајот на овој месец. Нема да задоцни обештетувањето на собствениците на крави и говеда што биле уништени поради болеста јазлеста кожа. Сепак, оправдани се поплаките од сточарите дека ветената исплата на штетата не ја добиваат, поради што се наоѓаат во незавидна финансиска состојба. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак велат дека проблеми за надомест на штетата немало и наскоро сите одгледувачи на крупен добиток кои останале без своите грла ќе ги добиеле парите. Иако законскиот рок од поднесувањето на барањето од самите сточари до агенцијата е 90 дена, сепак напори се прават обештетувањето да биде и порано. Во делот на висината на надомезна штета за одземени животни има агенцијата изготвено упатство каде спрема расата и спрема статусот на животното се одредува и цената. Цената се кажува на самиот сточар на лице место и доколку самиот сточар не е задоволен од цената, бидејќи смета дека животното е поквалитетно, повисока раса, подава подобри приноси, тогаш има право да побара и комисиска проценка на самите животни, со што веќе се потврди, имаме и случај каде што од околу 10 сточари кои не биле задоволни било комисиски излезено и биле проценети животните спрема она реална сума. Неофицијално, сумата што најчесто ја добивале сточарите изнесува околу 30 денари од килограм жива мера, што воопшто не одговара на состојбата на терен и не им ги покрива ни најосновните трошоци за набавка на нови грла. Мерки од дупката. Цена ди никакви пари. Од друга страна, викам кога? Некој пат па не тугај. Ова е мизерија. Мизерија, ова е, не знам. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство признава дека имало известни грешки во проценките на вредноста на грлата, но постои можност за исправка на износот што треба да се исплати. Во 99% случаите е проценето од страна инспекторот сумата која одговара на животното, но има во мал број на случаи околу 10, како што напоменав, каде што се комисиски излезени и е констатирана, значи, повисока цена на животните, но има и случаи кој што е пониска цена бидејќи била и претходно преценети. Според официјалните податоци што беа изнесени од Агенцијата за храна и ветеринарство, досега во целата држава се одземени и уништени околу 2100 крави и говеда. Најголемите жаришта се наоѓаа во источниот и североисточниот регион, каде беа регистрирани повеќе од половина од вкупниот број заболени грла. Како превентивна мерка и понатаму останува вакцинирањето, што треба да се реализира кај преостанатите 40% од животните. Иако планираше, локалната самоуправа на Кочани досега не го реализира проектот за поставување табли со имиња на улиците, мостовите и други инфраструктурни објекти, како и таблички со куќните броеви на индивидуалните објекти. Општинската власт не сакала да наметнува нови трошоци за набавка и поставување на таблите, што кај индивидуалните објекти требаше да ги платат граѓаните преку сметките за вода.
Општина Кочани пред околу 2 години планираше да започне проект за поставување табли со имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, како и поставување таблички со нумерирање на објектите во населените места. Причина за тоа беше хаотичната состојба со оглед што на дел од улиците во градот има поставено вакви табли, и тоа претежно во централниот дел. Исто така објектите што се лоцирани на постарите улици се нумерирани и со броеви, што беше направено пред неколку децении. Бидејќи законска обврска на општината е да изврши нумерирање на објектите и означување на имињата на улиците, во средината на 2014 година постапката беше најавена пред општинскиот совет, но од тогаш на терен немаше активности, па дилемата кај советниците повторно се актуализираше на последната седница. Додека е постапката за нумерација на самите куќи, нели со законот за куќни броеви, мора секој нема улица, значи адреса и нема број без број, значи требаше да добијат улиците, секоја куќа требаше да добија и табличка со нумерација на самата куќа. Обврска на општинската администрација, односно на секторот за урбанизам и заштита на животната средина, беше да се подготви точен број на улици и други инфраструктурни објекти за кои треба да се обезбедат табли со имиња и податоци за вкупниот број објекти на кои треба да се постават таблички со броеви. Сепак, според првиот човек на општината, финансиските трошоци за целата операција го запреле целосното реализирање на проектот. Материјалното поставување, односно материјалниот издаток, ќе биде повторно предмет на дискусија и ние го стававме еднаш на дневен ред, меѓутоа сметавме дека ипак е една давачка за граѓаните, бидејќи потребно е секоја плочка на куќата, односно секоја таблица на куќата да се ја плати граѓанин. Да, не знам колку кошта, 500-600 денари кошта. Меѓутоа секој пат идеме, ево како што беше во предлогот за дневен ред, ние сме такви душегрижници да се залагаме за граѓаните. Можеме да разговараме на таа тема која ќе биде разговарано за програмите за наредна година, да ги ставиме во програма и да на неколку месеци ги отплатат граѓаните во наредна година. Објаснувањето на Димитровски е потврда дека набавката на табличките со броеви за индивидуалните објекти се планира да биде на товар на сопствениците, односно на корисниците на објектот. Најверојатно задача на комуналното претпријатие Водовод ќе биде да ја наплати сумата за набавка на табличка со куќен број преку сметките за вода од секое домаќинство, а потоа истите да ги уплати на сметка на буџетот на општина Кочани. Успешно реализирана втората фаза од авионското третирање против комарците. Досега се спроведени 2 прскања од земја и 2 авионски. Најавена е и трета фаза во месец август. Со авионското прскање, кое се спроведе помеѓу 5 и 10 часот из утрината, заврши втората фаза од третирањето против комарците. Со авиотретманот беше опфатена територијата на општина Кочани, односно градското подрачје и дел од низинските села со вкупна површина од 2700 хектари. Прскањето го реализираа стручни екипи од компанијата Бониер, која и во изминатите години ја извршуваше оваа услуга. Досега успешно беа реализирани 2 прскања од земја и 2 авионски. Препаратот со кој се изврши прскањето, Ауродил Супер ПБ, е одобрен од Бирото за лекови и не е штетен по здравјето на луѓето и крупните цицачи. Со оглед на тоа што соседните општини не го практикуваат прскањето со истиот интензитет како нашата, тоа може да влијае врз ефикасноста за уништување на комарците во регионот. До крајот на оваа сезона најавена е и трета фаза, која ќе се спроведе во август со уште 1 авионско и 2 третирања од земја. Финансиските средства за целата активност изнесуваат 1 милион и 300.000 денари и се обезбедени од буџетот на општина Кочани. Карактеристични за овој период се високите температури. Денеска беа измерени максимални 40 степени, со што земјата се наоѓа во така наречената жолта фаза. Денешниот четврток е потенцијално најтоплиот ден досега, иако се очекуваат и повисоки температури во овој период од годината. Температурата достигна високи вредности помеѓу 38 и 40 степен. УВ индексот изнесуваше 9. Според метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека земјата се наоѓа во прва така наречена жолта алертна фаза.
Се потсетуваат граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од топлото време, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, конзумирање лесна храна и течности и заштита од директна изложеност на сонце. В петок попладне се очекува нестабилно облачно со можност за врнежи од дожд, додека за викендот ќе имаме значително пониски температури за дури 10 степени и ќе изнесуваат максимални 28 до 29 степени. Ќе имаме разладување и посвежо време со умерен ветер и локални врнежи од дожд. Манифестацијата Топол културен бран во Кочани годинава со богата програма. Ке се одвива во 2 етапи, а истата финансиски е поддржана од Министерството за култура и Општина Кочани. Годинешниот Топол културен бран 2016 во Општина Кочани, кој ќе се реализира во 2 етапи во месеците јули и август, донесува богата програма од областа на класичната музика, театарската, ликовната уметност и фолклорот. Манифестацијата започнува со концерт на гудачкиот квартет Viva Strings од Скопје, а во периодот од 15 до 30 јули ќе биде прикажана и театарската представа Љубовници во изведба на Македонскиот народен театар од Скопје, како и концерт на поп групата Игуана од Кочани, истакна Голубинка Ѓоргиева од Оделението за јавни и општествени дејности на Општина Кочани. Втората етапа од Топлиот културен бран ќе се реализира од 15 до 30 август и донесува концерт на фолклорните групи и ансамбли кои работат во општината. Тоа се фолклорниот ансамбл Кочани, Руен, Љупча Сантов, Мугри и ромскиот фолклорен ансамбл Шукарипе. Во Центарот за култура ќе биде отворена изложба под наслов Здивот на летото, со представување на дела од посетителите на училиштето за цртање и сликање, што работи при Центарот за култура Бели Мугри. Ќе биде прикажана и представата Дафина од Серес, Некрстени денови, во изведба на Центарот за култура Скрб и утеха од Скопје. Во рамките на програмата ќе се одржи и камерен концерт на Александра Коцевска и Глигор Гелебешев. Годинешнава манифестација Топол културен бран 2016 финансиски е поддржана од Министерството за култура и Општина Кочани. Следува информацијата од спортот. Екипата на фудбалскиот клуб Осогово го одржа првиот тренинг во рамки на подготовките пред почетокот на новото првенство во третата лига. И управниот одбор и стручниот штаб на Кочанскиот третолигаш најавуваат добри подготовки и амбиции. До година екипата да се надпреварува во втората лига. 22 фудбалери се јавија на прозивката за првиот тренинг, со што фудбалскиот клуб Осогово ги започна кондиционите и технички подготовки за настап во престојното првенство. Стручниот штаб го предводи поранешниот играч на Кочанскиот клуб Владко Јовановски, а му помагаат тренерите Зоран Филипов и Кире Тодоровски, додека со голманите работи Лазар Балдазаров. И покрај топлото време се работи сериозно, со оглед што од управниот одбор најавуваат сериозни амбиции конечно да се реализира повеќегодишната желба за искачување во повисок ранг на надпреварување. Во делот на подготовките ќе се одвијат на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани еднаш дневно, сега за сега. Уште официјална потврда немаме, но не официјално е некаде на 8 септември дека ќе почне првенството. Со зголемување бројот на екипите на 16 екипи, со тоа значи дека и котизацијата ќе биде поголема овој дел. На состанокот со играчите и на управата, целта ни е тоа. Значи, да бидеме во првите тројца на табелата, за да можеме да влеземе во втората лига. Богатинов се надева на поддршка од спонзорите и другите помагатели на клубот, што би требало да обезбеди и финансиска подкрепа за реализација на плановите за влез во втората лига. И од стручниот штаб велат дека и кадровски и технички се подготвени да се реализира планот, што реално е остварлив и поради проширувањето на бројот на екипите. Па таквата можност не треба да се пропушти. Уште од прошлата година најавувавме дека оваа година се спремаме да влеземе во втората лига источна шоке. Појачување имаме моментално, овие ги вративме нашите играчи што беа Андреј Коцевски, Мартин Ѓорѓиев,
и Мартин Стојанов. Имаме у план уште некои, председателството преговарат со уште едно-две заселувања. Може би, мислам дека ако дојдат тие, ако не и со овој кадар, значи мислам дека ние без проблеми би требале да бидеме во првите 3 екипи и да влеземе во таа втора лига. Планираме да спроведеме добри припреми и ќе бидат спроведени. Во составот на екипата има известно подмладување, што не би требало да значи дека нема да се искористи искуството на играчите со подолг стаж. Според Филипов, условите за работа на градскиот стадион се оптимални и доколку се оствари планот на стручниот штаб, до почетокот на септември екипата ќе биде кондиционо и технички добро подготвена. Со прогнозата за времето ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.